Министерот Бектеши во вторник на влада ќе го образложува барањето за спојување на двете концесии за рудникот Иловица, откако дел од неговите колеги министри го обвинија дека ги изманипулирал во носењето на владината одлука. Бектеши на брифинг со новинарите тврди дека истото образложение и целата документација биле доставени еден ден пред седницата на која владата одлучила да ги спои концесиите, а во владата имало и дискусија на темата која траела околу 20 на минути. Ставот на министерот е дека спојувањето на концесиите го наложуваат постапките дефинирани во законите, а секоја спротивна одлука би била на штета на државата, односно можност државата да се најде пред арбитражен суд. Според Бектеши, концесионерот следно ќе треба да поднесе барање за дозвола за експлоатација на минерални суровини, зашто според новата регулатива фирмата ќе треба меѓу другото да изготви елаборат за животна средина, за кој одобрение треба да даде Министерството за животна средина. Уште 100 пати да се случи ова, уште 100 пати ќе го направиме истото, затоа што беше утврдено дека условите се исполнети и доколку постапиме спротивно, тоа ќе биде спротивно на законите, ќе биде на штета на државата и буџетот на државата, вака ќе биде избегната можноста за арбитражна постапка. Премиерот Ковачевски пак очекува Бектеши да му реферира на следната владина седница, а денеска повтори дека без согласност од граѓаните рудници нема да има. Министерството за економија е задолжено на наредната седница да достави детална информација за сите одлуки, судски одлуки, постапки, управни постапки кои што се водени од 2012 година до денес и врз основа на таа информација потоа да бидат донесени соодветни одлуки за иднината. При тоа ќе мора да се внимава на интересот на граѓаните, бидејќи ја тоа јасно сум го кажал и како претседател на влада и политичката партија од која што јас доаѓам од првиот ден, дека рудници единствено може да има со согласност на граѓаните кои што живеат во одреден регион, ако се тие против рудник не може да има. Опозиционерот Мицкоски обвини владата за како што рече лицемерие и двојни стандарди во врска со рудникот Иловица. Вчера имаше седница на владата, ако јас се чувствувам излажан, изманипулиран, логично е на самата седница да излезам и да кажам тој мене ме излажа, ме изманипулира и јас подржав нешто што во суштина не сакам да подржам, ве молам, сакам таа точка да се врати назад или пак да дополнам со друга точка и да ја поништам концесијата. Владата позитивно се изјасни за спојувањето на концесиите, но потоа ретерираше. Министри од СДСМ тврдеа дека се против отворањето на рудниците и дека биле во заблуда дека управниот суд барал спојување на концесиите. Против отворањето на рудникот минатата недела, граѓаните излегоа на протест под мотото "Рудникот на смртта Иловица штука е зло кое мора да биде запрено".